Во новата сезона ќе има промени во женскиот ракомет во Македонија, откако управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија донесе одлука со која од сезона 2025-2026 покрај Суперлигата се формира и прва женска лига. Тоа ќе значи дека има две женски лиги веќе од следната сезона. Суперлигата или Ракометната елита на Македонија во женска конкуренција ќе брои 8 екипи, а тоа ќе бидат шампионот Ѓорче Петров, Металург Автокоманда, Чаер, Куманово, Вардар, Астибот Штип, Спартак и Пелистер. Во новоформираната прва ракометна лига ќе бидат 7 екипи, а тоа се Деспина, Овче поле од Свети Николе, Ѓорче Петров 2, Стружанка, Јехона и новоформираниот клуб Атлетик. Дополнително ќе бидат утврдени пропозициите за надпреварувањата, а ќе треба да се закаже и стартот на сезоната и да се утврди календарот, со што РФМ ќе треба да ја закаже дрепката со натпреварувачките броеви за утврдување на календарот и во двете лиги. Дополнително со утврдувањето на пропозициите ќе биде познато колку екипи ќе испаднат од Суперлигата во прва лига, дали би имало бараш и слично. Ваквата промена се прави во насока за подигане на квалитетот во женскиот ракомет во Македонија. Во новата сезона Ѓорче Петров ќе ја брани двојната круна, откако минатата сезона лавиците ја освоија шампионската титула и куп трофејот.